После војна сите генерали. Цели 5 години ништо не се правеше, сега владата се ставала во служба на граѓаните. Од утре, возачките и сообраќајните дозволи кои треба предвремено да се сменат ќе бидат бесплатни, а откако им се направи вистински хаос на луѓето кои сакаат да се дојдат дома од странство, владата го задолжи Министерството за надворешни работи и патните листови за овие граѓани да бидат без надомест. Онаму каде нема дипломатско-конзуларни представништва, издавањето на патните листови ќе биде онлайн и испратени по пошта. Граѓаните веројатно и ќе ја поздравеа оваа одлука ако деновиве не беа соочени со целосен хаос во однос на овие документи. Трудејќи се да се оправда за одговорноста, вице-премиерот Фатмир Битики се заплетка. Кажуваше дека понекогаш се заборавале работи, па имало пандемија, виновна била короната и на никого не му се патувало. И на крај да заврши со тоа дека требало да има и поголема медиумска кампања, ама за тоа немало пари. Имаме одредени работи кои што за жал ги забораваме. Јас се согласувам дека можеби требало од првиот ден кој е потпишан договорот да се постапи соодветно, но да не забораваме дека бевме во период на ковид криза во која што најверојатно издавањето на патни исправи и така беше не прва нужност. Можеби во овој период требаше поголема медиумска кампања за да се потикнат граѓаните за да направат поголеми барања. Вице-премиерот признава дека има дискриминација кон луѓето кои веќе платиле за вадење документи после промената на името, а сепак добиле личен документ со старото име. Тоа за него било неетичко, ама нема никаков план. Што ќе прават сега? Ќе ги враќаат парите или не? Моето лично мислење, сметам исто тоа што вие го кажувате, дека е дискриминација за тие кои што биле совесни да постапат според законските измени и тоа што се барало од нив. Како да не беше доволно, деновиве меѓу граѓаните се крена и паника дека иако имаат документи со додавката Северна, повторно ќе треба да ги менуваат заради кодот. Сепак од Министерството за надворешни работи информираат дека кодот МК или МКД останува на дозволите и на сите други документи кои го носат називот Северна Македонија.